Денеска е 20 март, меѓународен ден на среќата. Кај нас му обрнавме малку внимание. Меѓутоа, колку луѓето ќе бидат помалку среќни, толку повеќе ќе ни значи за барем еден ден во годината да ја посветиме на сопствената среќа. Нас повозрастните прави несреќата кога сите млади ќе се запослени, кога ќе стукаат кај родителите, тоа е. А младите што ми избегале у странцот, старите останале, тие се сами таму, ние сами овде. Каква среќа е таа? Љубов, пари, тоа е среќа. Кога нема пари, нема невработен човек, нема ни љубов, ни среќа нема. За среќа е потребно работа, да мирно да живеат луѓето, да има секој да живее. Стручњаците велат дека среќата може да се научи или да се извежба. А најдобар ден да започнете со вежби е токму овој ден, затоа што секој 20 март се прославува меѓународниот ден на среќата. Општо познато е дека среќата е составена од секојдневни ситници на кои често пати не и посветувате многу големо внимание. Но доколку посакувате да бидете посреќни, не ви е потребно многу. Едноставно применувајте неколку трикови за да ви остане насмевката на лицето. Прво, живејте во сегашноста и не жалете за она што било не успеало или било само лош избор, но не претерувајте ниту со фантазирањето и не ја идеализирајте иднината. Живејте сега најдобро што знаете и умеете. Второ, прифатете се себе си таков како што сте, бидејќи низи истражувања укажуваат на тоа дека среќните луѓе го сакаат она што може да го добијат и не тежнеат кон невозможни работи. Така најлесно ги избегнуваат разочарувањата. Трето, насочете ги мислите во позитивен правец, затоа што среќните личности се вечни оптимисти. Кога победуваат се посреќни, а кога губат се помудри и не се чувствуваат поразени. Уживањето во тоа што го правите е најдобриот рецепт за среќа кој може да го примените. Никогаш не правете нешто само заради пари, слава или моќ, бидејќи тие треба да дојдат сами по себе. Ослободете се од грижите и не ги прифаќате работите премногу сериозно. Среќните луѓе немаат време за грижи, бидејќи се свесни дека 90% од класичните секојдневни грижи не се оправдани. Инаку многумина се држат до тезата дека секој поединец има сопствени критериуми и мерила за среќа. Некои среќни ги прават парите, што повеќе пари, толку повеќе среќа. Други работата што ја работат и резултатите од неа. Трети разноразни откритија. Четврти се среќни со храната, некои со добрата капка. Но некако најблиску до формулата за среќа се влюбените и оние кои знаат да ја почувствуваат љубовта, поединечна, семејна, човечка.